Меѓународна златна звезда за лидерство во квалитет, Христов инженеринг. На оваа тема разговараме со Анита Христова. Добар ден за вас, ви благодарам за прифатената покана. Моето прво прашање е што представува оваа награда и какво е чувството да се добие истата? Наградата пред се представува потврда за скоро 3 деценијска посветеност на квалитетот во нашата компанија, која како политика за квалитет е воспоставена од самото основање. Чувството е прекрасно. Посакувам да има повеќе луѓе кои ќе го почувствуваат тоа признание на глобално ниво. Така, а на кој начин се избира добитникот и кои се критериумите? Добитникот се избира на принцип на номинација. Во принцип тоа не е награда за која се конкурира. Номинацијата се одвива во затворен круг на директорат, бизнис директорат, составен од врвни бизнисмени, поранешни добитници на таква златна звезда за квалитет, професионалци во областа на квалитетот и реномирани универзитетски професори. За нас номинацијата беше објавена минатата година. По номинацијата следува долг процес на евалуација на работењето на компанијата, на конзистентност во квалитетот на долги рокови, после што има процес на гласање. Во гласањето учествуваат членовите на тој комитет, меѓутоа и наши клиенти, наши соработници, бидејќи работиме на интернационални проекти, во гласањето биле вклучени клиентите од скоро сите земји во кои сме работели и со кои сме соработувале. Така, дали може да добиеме никаква информација конкретно за институцијата која што ја доделува оваа награда? Се работи за директорат кој е воспоставен Business Initiative Directions, воспоставен во 1986 година, составен од луѓе за кои квалитетот бил пред се и над се, и една огромна осознаеност на тие луѓе дека во општество, во модерно време, кога многу зборуваме за квантитет и малку за квалитет, а перспективата на квалитетот како таква успеале долги години да одржуваат и развиваат една реномирана институција која досега има препознаено врвни квалитети, прогресивни компании и лидери, а доказ за тоа е успешноста на тие компании кои и денеска сведочат за таа иницијатива и посветеност на квалитетот, па и резултати кои се добиваат. Така, кажете ми, ја добивте оваа награда, што представува всушност наградата? Кој е резултатот од после? Што добивате со наградава? Наградата е различна, како што и оваа иницијатива е различна. Се работи за награда која добиваат веќе докажани компании. Не се работи за поттикнување, се работи за доусовршување. Добитниците на таа награда, конкретно нашата компанија оваа година, добива 2-годишна целосна поддршка во меѓународна промоција, медиумска застапеност, следење и техничка помош на идните проекти кои ќе ги работиме, како и до усовршување и до едукација, што е исклучително важно за мене како лидер на компанијата, меѓутоа и за мојот тим. Техничка поддршка во смисол на веб семинари, достапност до експерти во дадени области, усовршување, консултации во области во кои може би ни биле потребни, една целосна поддршка во поддршка и понатамошна промоција и развивање на квалитетот со кој работиме. Така, можеме да имаме квантитет, меѓутоа, кои се потребните квалитети? Јас би сакала да посочам дека се сложувам во модерното време во кое живееме, дека многу се зборува за квантитет и многу помалку за квалитет, не дека не се зборува. Меѓутоа и да нагласам дека квантитетот е потрошна вредност, а квалитетот се трајни вредности. И
би требало да работиме на квалитет, би требало да научиме да го препознаваме, ако веќе го препознаеме, сериозно да го негуваме и да го развиваме, затоа што секој од нас на крајот на криштата живее во едно многу динамично време и работниот век се скратува и животниот век се скратува во смисол на брзината на времето и динамиката во која живееме. Така да трајните вредности се нешто што навистина ќе остане позади нас како еден траен белег. За нас оваа награда е навистина и доказ, меѓутоа и уште поголема одговорност да продолжиме на патот кон квалитетот, затоа што во компанијата сиве овие години дојдовме до нашето мото дека квалитетот е нашиот предизвик, меѓутоа и стилот на нашето живење и обстојување. Тоа би го апелирала до сите. Така, ви благодарам уште еднаш многу. Тоа беше нашиот разговор, секако, квантитетот е потрошен, меѓутоа, квалитетот се трајните вредности.